И еве помине и зимата, ја преживеав и оваа зима, иако морам да признам дека веќе десетина години живеам на ова место, меѓутоа ми е прва година како се снимам, па еве видете што правев ова изминато зимо во продолжение на видеото, а после се враќаме малку да поразговараме на темата како човек да се прилагоди на природните процеси, односно кога да одмара, кога да работи и слично. Сето тоа ни го кажува природата, но затоа ќе зборуваме после кратките исечоци во кои покажувам што правев ова зимо и како ми помина мене ова зимо, а општо и како поминува зимото кога сте надвор од градовите. Пред да продолжам со видеото, би сакал да ви кажам за опцијата која што има на YouTube каналот Сонцогор, а тоа е да станете членови и директно да го поддржите Сонцогор каналот со некоја символична месечна претплата од 100 денара па нагоре. За возврат добивате пристап до ексклузивни видеа, пристап до моите работилници и многу други работи кои што ги нудам за моите членови. Па затоа поддржете го Сонцогор, станете членови, а ние се враќаме на видеото. Значи, температурата е околу 0 степени, надвор дува многу ветер, значи идеално време за на плажа. И како што видовте од видеото, јас зимото го поминав така, значи шетав, собирав дрва, палев оган, односно се прилагодив со зимата, односно со тоа што ни го налага природата, затоа што е многу важно да се следат тие природни текови, па така и јас се трудам да го поминам зимото, односно највише да го поминам во прошетки и во одмор, воедно како што живееле и нашите предци, од кои што јас често сакам да земам пример. Па така, например, животот порано во населбите во природата или во така наречените села бил таков што тие работеле 4-5 месеца во текот на годината, после во текот на целото зимо тие само одмарале и шетале во околината. Главна активност им било собирање навечер околу огништето и раскажување на приказни од постарите членови на селото, или мудрости, или било што друго. Значи, така им поминувало времето во зимо, односно се прилагодувале со ритмот на природата. Тоа што се трудам и јас да го направам, па така да во зимо е препорачливо да се поминува време во одмор, а за време на пролет, како што е сега кога се буди природата, односно и ние полека да се будиме и да се активираме, односно да го фатиме ритмот на природата, па кога се буди природата и ние да се будиме, кога природата спие и ние да спиеме, затоа што на природата, на почвата, на дрвјата, на самата земја е потребен одмор, како што и нас ни е потребен одмор. Ние, за жал, го немаме сега тој луксус да одмараме за време на зимото, па сме принудени да работиме цело време за да преживееме, иако
наизглед мислиме дека сме напреднале многу, но сме напреднати во некои сегменти, но во сегментот на преживување не сме напреднатни, односно сме назадени, затоа што ние сега да преживееме треба да работиме преку целата година, а додека во дамнешните времиња, кога луѓето биле напреднати, тие немале потреба да работат преку целата година за да преживеат. И токму тоа е проблемот. Ние треба да правиме сега напор да се прилагодиме со природата. Од таму испаѓаат и сите тие така наречени депресии, анкциозности и слично, затоа што, например, кога треба природата да одмара, ние не одмараме. И на тој начин сме извадени од тој природен ритам и нашето тело реагира на тоа со создавање на различни психички болести или недостатоци. И затоа треба да го направиме целиот можен напор да се прилагодуваме со ритамот на природата и верувајте дека ќе се осеќаме многу убаво, многу исполнето и ќе се осеќаме во склад со сето она што се случува околу нас. Како што кажав на почетокот од видеото, јас ја преживеав зимата, среќен сум за тоа и сега следува период во кој што живењето е полесно и затоа и луѓето највеќе го слават овој период, го славеле, затоа што од сега па до наредното зимо ние за гарантирано преживување, односно природата ќе се грижи за нас. Затоа и ние да се грижиме за природата, како што она се грижи за нас. Со оваа кратка порака би сакал да го завршам ова видео. Би сакал да ви се заблагодарам за тоа што го изгледавте ова видео, што ме поддржувате и следите по социјалните медиуми и на овој мој YouTube канал Сонцогор. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.